Ало, добро вечер, интермец. Интермец? Да, волите. Вага ме интересираат како можем да пуштим овие најнови филмоите со Рамбо, со нешто. На интернет ќе сурфате, ќе барате што ќе најдете тоа. Ја барам во ово Гуглево, ама не дајт филмој, како не... Најновите не ги дава сигурно. Како? Не би требало да ги дава најновите, не ми се По, верува да ги кој програм да земим ја нешто? Еден пријател каже еден програм да земим нешто. Не знам, стварно. Идете, пробајте преку интернет, ако најде. А да те питам ја нешто друго тебе. Вага, ја имам еден лаптоп дома. Добре. И има некој вирус нешто. Како да те најдем да го средиш тоа нешто? Ќе ти дадем 100 евра. Кај мене не можеш да ме најдеш. Па зашто да не? Ќе видиш се луѓе што се палат со компјутери, ово бик ти ги ќе го средат. Аха, а овај песните MP3 како да ги пуштим нив најнови нешто? Исто и тоа преку интернет. Колегите ќе дојдат да го средат тоа за вируси, ќе ти кажат и за песните. Добре? Овој интернетот ти го држиш, ти го имаш сам или? Не. По кој го има тоа? Ја ставив многу добро ова, многу брзо со брачети во Америка со камера се гледи, многу добро. Ти го имаш сам или да ти го купам овој интернет? Ова фирма Ова е мотанет, ова е во пошта, а? тоа е таа фирмата. Не знае бе. Тоа е таа. Добро, фала многу. Много пријатно. Ајде пријатно. Јас го трансферот. Ало, Да? интермец. Да, волите. Вака да те питам, ја се јавив пред 5 минути. Да. Имам овој програм Skype, Добре. по овој со телефон. И сега имам еден браќ во Швајцарија. Не можем да го најдем како да го најдем во овој програм. Тоа не знам. По има овде search нешто, али како да го најдем, тој се вика Дритон. Не знам, ќе видите ако има по юзернем, по име, по било што што барајте. Ако некој ќе се јави, прашајте како му имел адресот и тоа. Може да му објасниш на овој Валдрим, пошто ја немам многу појма со компјутери. Ја тоа ви кажам, не знам како да го побарате. Ево тука, сега ќе молим те само 5 минути. Јас бе, ој Валјан. Ало, Ало, што можеш да ми кажеш ти за ова? ама тоа му кажам на пријателот ваш. Не знам да ви помогнам, ќе пробате на срц тамо по име, по фирма, по Така. юзер, по такви работи. Па тој немат фирма, таму работат во друга фирма, Добро, немат што барате своја. срц тамо име и презиме. Ама собствена немат тој. Аха. Било што нешто побарајте така, ако најдете добро, ако не ќе мора да го прашате како му е юзерот. А добро, ајде ќе пробаме и пак да те побараме тебе. Може пријатно. Па ти не крениш. Сега ти објасни, сега ми рече извини, сега пак ми прашуваш исто. Па добро, извини, ама овде пише 24, ја платим овде, така. Зашто плаќаш? Па плаќам ADSL, така. Па не ти работи адеселот? Па не работи ерор 691, кажи нешто, не знам што е ова. Ама приеска работеше кога се јави. Молим? Приеска кога се јави работеше. Па сега ево влезим, падна линија само, па влезим сега пак ерор 691. Сега сакате да го решиме проблемот или? Па затоа се јавим ја јавим од преска, ама ти не крениш. Зборев на друга линија, ви кажав. Па збори колку линии имат еден број. Еден номер немој да имат 10 линии. Добро. Кај юзернем што пишувате, кажете ми. Ало, Кај юзернем што пишувате? што юзернейм? Кога сакате да се конектирате, да се најавите, ви покажува грешка 691. Така? Па ја пишем Флорим. Мола? Ало. Ало?
па ја пишем Флорим 75. Да пишете мајмунче mt.net. Па да, и тоа го имам. И пасворд го редим што ми е во лист, не фатит. Рестартирајте компјутер. Исклучете По модемот струја. еден друг за вчера ми рече да го рестартирам 1 минута. Го рестартирав, денес пак не можеш. Што се играте вие во фирма таму? Па направете го истото, сега нешто загледа во модемот можда. Пријатели, извини, неќам да се расправам толку јас. Ево овај дритон, че ти го дам јас сега. Види ти, аман да го направиш, зашто ја плашам овде 2500, 50 евра плашам ја. Ало, ако не ви се свиѓа нешто без разлика, земете барање, поднесете во продажен салон, жалете се, кажете што ви се свиѓа, што да и не е проблем. Јас се јавив вчера, Нема ми нијашто се да јави се еден расправам. многу добро услужлив лице од кај ваша страна. Се викаше Даниел. Добро. По зошто ти вака сега? Јас имам овде пари плаштам, што? За мои пари ти овде, а? Ама ја ви кажам што да направите, вие се ми викате, не може ја тоа да го правам секој ден. За да го направите, треба да проработи тоа. Ево овај Валјон малку, ајде 5 минути, молим те. Ој Валјон, јас пам. Јас пам по интернет чинно, не така. Ало, Кажете. па што е сега проблемот? Молам? Проблемот што е? Од кај вас или од кај нас? Кажете ми прво, кој работи на компјутерот, вие или пријателот ваш? Па ние двајца заедно сме. Па, ја на едниот објасни веќе што е проблемот, А, сега не разбира на тој. вас повторно Ама ли да ви не знам дали објаснам? проблемот е до нас нешто. Ама, на кого да објаснам сега, на него или на вас? Еве мене кажи. Па друг пат јавувајте се вие да ви објаснам вас, да не објаснам по два пати. Чинно на интернет си да. Доста бе, доста. Доста бе. Ова, да не нешто ние грешиме Кажете тука. ми во телефонскиот број. Од Струга Кажете? 78. Која бе? Ај, кажи му ти. Ова 788-111. Да не сте грешка, да не е 788 Па тоа е бе овај кај пријател, абе како грешкам, што се играт ваша фирма со нас? Пријателот ваш изгледа се игра со нас или вие, ми кажа друг јузер и пасворд. На овој телефонски број се води друг јузер и пасворд. По 780-112. Сега кој е 780 112 или 111 или 788? Ајде уште еднаш проверете го бројот. 782-112. Нема тако бре. Како нема бе? Ој Валјон, кој е чарнем ли бе? Тоа е. Кој дојде што? Поела бе во куќа, не знаеш број бе, чинно не та пич. не знам, тоа е. Дојди овде бе, ела, ец. Па не знам, тоа е, што? Ало, Кажете. по каде е сега проблемот? Ја не можем да се уклучим во интернет. Кажете ми го телефонскиот број да видам каде е проблемот. Што? Телефонскиот број на ADSL-от кај што е инсталиран, кажете ми го. Вака, ја ќе пробим уште еднаш со пасворд, со све и ако не можем ќе ти се јавим, ама да немој да не хрениш. Ако имам друг на линија, нема да ви кренам сигурно, а ако немам, ќе ви кренам. Што? Ако зборам со друг на телефон, нема да ви кренам, ќе зборам со него. А ако не зборам со никого, ќе ви кренам. Ако не крениш до 5 сабајле, што тогаш? Здрави и живи. Што? Ај пробајте, што ќе направите, па јавите се. Ќе видим. Ајде, пријатно.